Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училница на часот по математика за четврто деление. Јас сум Вјолца Рамадановска, наставник во основното училиште Пенестија од Дебар. На овој час ќе учиме за видови триаголници според страните и нивниот периметар. Целта е да можете да ги разликувате и да ги именувате триаголниците според страните, а исто така и да знаете да го пресметувате периметарот кај различни видови триаголници. Се што ви е потребно за овој час е тетрадка, линијар и прибор за пишување. Најпрви да се потсетиме на 2D формите. Кои беа тоа? Така е. Квадрат, правоаголник, круг, триаголник, петаголник и така натаму. На цртежот гледаме 2D форма со 3 страни, што се вика триаголник. Елементите на триаголникот, кои што веќе ги гледаме обележани, се теме, страна и агол. Да разгледаме видови триаголници според страните. Триаголникот на кој што сите страни му се со еднаква должина се вика рамностран триаголник. Неговите темиња се обележани со големи латинични букви А, Б и С, додека страните се означени со мала латинична буква А. Триаголникот на кој две од страните му се со еднаква должина се вика рамнокраг триаголник. Еднаквите страни се викаат краци, а додека третата страна се вика основа. И тука забележуваме дека темињата се обележани со А, Б и С, додека основата е обележана со мала латинична буква а додека краците со Б. Триаголникот на кој што сите страни му се со различна должина се вика разностран триаголник. Неговите страни се обележани со А, Б и С, така што страната А е спроти темето А, страната Б е спроти темето Б и страната С е спроти темето С. Да преминеме кон пресметување периметар кај триаголник. Но претходно да се потсетиме што беше тоа периметар. Збирот на должините на еден триаголник се вика периметар и се бележи со L. Тука ни е даден разностран триаголник со должини на страните. А еднаква на 3 см, Б еднаква на 6 см и страната С еднаква на 7 см. За да го пресметаме периметарот на овој разностран триаголник, ние претходно треба да ја знаеме формулата за пресметување периметар кај разностран триаголник, која што гласи L е еднакво на А плюс Б плюс С. И сега многу лесно ќе пресметаме. Всушност, ќе замениме. L е еднакво на 3 см плюс 6 см и плюс страната С 7 см. Периметарот кај овој разностран триаголник изнесува 16 см. Периметар кај рамнокраг триаголник со основа А, која што изнесува 5 см, и краци Б еднакви на 7 см. Најпрви ја запишуваме формулата за пресметување периметар кај рамнокраг триаголник, која што гласи L е еднакво на А плюс Б плюс Б или L е еднакво на А плюс 2 по Б. Заменуваме L е еднакво на 5 см плюс 2 по 7 см. Пресметуваме и бидејќи знаеме дека најпрвен се извршува операцијата множење, 5 см со знакот плюс го препишуваме и пресметуваме 2 по 7 е 14 см и сега веќе можеме да собираме 5 плюс 14 см
е еднакво на 19 см, што значи дека периметарот кај овој рамнokraк триаголник изнесува 19 см. И периметар кај рамностран триаголник со страна А која што изнесува 6 см. Повторно ја запишуваме формулата за пресметување периметар кај рамностран триаголник која што гласи L еднакво на А плюс А или L еднакво на 3 по А. Преминуваме кон пресметување. L еднакво на трите страни по 6 см, L еднакво на 18 см. Значи, периметарот на овој рамностран триаголник со страна А изнесува 18 см. Да преминеме кон решавање на задача 1, кој што заеднички ќе ја решиме. Пресметај го периметарот на разностран триаголник со должина на страните А еднаква на 6 см, Б еднаква на 5 см и страната С еднаква на 9 см. Секогаш кога решаваме задачи, најпрвен ги запишуваме дадените податоци и она што се бара. Во ова задача нас ни се дадени должините на страните А, Б и С од разностран триаголник, а се бара да пресметаме периметар. Тоа најлесно ќе го направиме доколку најпрвен ја запишиме формулата за пресметување периметар кај разностран триаголник, кој што гласеше L еднакво на А плюс Б плюс С и заменуваме. L еднакво на 6 см плюс 5 см и страната С 9 см. Значи, периметарот на овој разностран триаголник, откако ќе ги собериме страните, односно должините на страните, изнесува 20 см. Задача 2. Колкава е должината на страна на рамностран триаголник, ако периметарот изнесува 21 см. И сега веќе имаме друг случај, каде што периметарот ни е даден, а ја бараме страната А од рамностран триаголник. Исто така ќе ја запишиме најпрвин формулата за пресметување периметар кај рамностран триаголник, а потоа ќе замениме. 21 го запишуваме бидејќи периметарот ни е даден еднакво на 3 по А. Бидејќи ја бараме страната А, таа преминува на левата страна од знакот еднакво, а на десната преминува 21, односно периметарот, со што ја менува и операцијата. И сега имаме делење, исто како кај равенките. 21 делено на 3, добиваме А еднакво на 7 см, а со тоа ја пресметавме, значи, должината на страната А на овој рамностран триаголник, кој што изнесува 7 см. Се надевам дека ви беше интересно, а за домашна работа ви предлагам да нацртате различни видови триаголници според видот на страните и да ги именувате, а потоа да го пресметате и нивниот периметар. Ви посакувам пријатна работа.